Зборуваме за тоа колку си ги знаеме правата на работа со професор Лазар Јовевски. Добро утро и добре ни дојдовте повторно. Добро утро, благодарам за поканата. Одлучивме да ја продолжиме оваа тема затоа што минатиот пат некако не се доискажавме до крај, меѓутоа е тема која што е една од потребните да се дообјасни, имајќи во предвид дека прекршувањата на работните договори, меѓутоа и почитувањето на истите се нешто за кое што треба да сме информирани. Или наједноставно кажано, треба да си знаеме што потпишуваме, кога потпишуваме и да си знаеме правата кога сме на работа. Меѓутоа покрај права има и обврски, така кажавме. Да, точно. Покрај права има и обврски. Навистина сте во право кога велите дека оваа област, прашањата за правата од работен, односно и обврските од работен однос е една тема која што бара една подетална, поширока елаборација. Има конкретни прашања, конкретни проблеми. Граѓаните, работниците, невработените се соочуваат со разни предизвици и веројатно секој човек повеќе или помалку има свое прашање кое што би сакал да го постави или околу кое што да се дискутира. Дотолку повеќе што оваа област не е уредена само со Законот за работен однос. Знаете, правата и обврските од работен однос се таков трудовоправен институт кој што опфаќаат не само законско уредување, туку уредување со колективните договори. Исто така спомнавте и договорите за вработување, така да одредени права и обврски се разработуваат, се дообјаснуваат, се уредуваат преку самите договори за вработување. Иако во пракса кај нас мора да констатирам дека многу често се случува да работодавачите и работниците овие договори за вработување, така да кажам, формално ги потпишуваат, не се задржуваат на суштинско уредување на одредени права и обврски кои што конкретно би се однесувале за тој работник и за тој работодавач, така што повеќе или помалку среќавам во пракса договори за вработување кои што се така наречени темплейт договори, се менува работникот, името, нели матичните броеви и слично, повеќе или помалку се нудат истите договори, иако, да пример, во одредени компании за одредени работни места може да се користи одредена основна платформа на договор за работување, а потоа во самите обврски на вработениот, во самите услови, начин на изведување на работните задачи се уредуваат конкретни прашања за различниот вработен на различен начин. Така што има повеќе аспекти во оваа област и навистина би апелирал овде до почитуваните граѓани да во контекст на работни односи не пристапуваат, да кажам, така, со една резигнација или во одреден аспект во дефанзива, туку напротив, секогаш кога влегуваат во работен однос, да си ги постават основните прашања, а тоа е кој е работното место, кој е работното време и колкава ќе биде платата за извршување на работните задачи. Бидејќи во пракса исто така многу често се случува да работниците барајќи и работа, соочувајќи се со проблемот на невработеност, прифаќаат се, дури велат многу пати се случува да ми велат професоре, ми беше незгодно да прашам колкава ќе биде платата, бидејќи ќе кажат некои мои пријатели или познаници ќе кажат се вработи, велам добро, одлично, кој работно место, какво работно време, за платата преговараше, не вели за платата воопшто и не прашав, се подразбира, нели, кога ќе се вработам дека ќе имам одредена плата, но што се подразбира по таа плата, после ќе се... Ништо не се подразбира, освен ако не го испреговараш. И сега, прашањето е, за сите оние кои што не гледаат во моментов, може би се невработени. Првото прашање ќе биде, ако се невработени и ако веќе влегуваат во работен однос, дали имаат шанси, имаат можност да учествуваат во содржината на договорот? Односно да преговараат и да инсистираат одредени забелешки кои што ги имаат и барање да се вметнат во договорот кој што го потпишуваат. И дали смеат пред да го потпишат, значи му го дава работодавецот договорот, дали смеат да го земат, да го прочитаат, па да го потпишат или не смеат да го земат со себе? Ви благодарам за ова одлично прашање. И многу често ме прашуваат и граѓани и го разговараме со студентите на правниот факултет Јустинијан Први во Скопје ова прашање. Секако дека сите оние кои што влегуваат во работен однос, особено работниците, имаат право, но и обврска да прашаат и да разговараат и преговараат. Знаете, овој договор е двостран договор, има две страни, има работодавач, има работник. За волја на вистината, точно е дека работодавачот ги нуди условите. Такава е и самата природа на договорот за вработување. Тој нуди, го нудам тоа работно место, за тоа работно време, за таа плата. Од другата страна, работникот разгледува и размислува дали му одговараат тие работни услови или не му одговараат, но секако и самиот закон укажува и предвидува можност да другата страна, тоест работникот,
може да праша, да понуди друга контраопција, дали повисока плата, не е секогаш платата, некогаш и работното време, на некој не му одговара да работи, да речеме така да се распореди работното време, па да работи и сабота, сака да работи од понеделник до петок. Некој не му одговара во смени, некој не му одговара тоа работно место или покрај работното место можеби ќе има и некои други работни активности и задачи дополнителни кои што од време на време би се појавувале, а во рамките на неговата стручна спрема и можеби тоа не му одговара. Така да ги охрабрувам сите оние кои што бараат работа, која ќе влезат во контакт со работодавачот, да слободно разговараат, да слободно прашуваат. Дотолку повеќе што сметам дека зрел работодавач, и тоа како ќе му биде битно од другата страна да има работник кој што е свесен, кој што е ревносен, кој што сака да има подобри услови за да даде и подобра квалитет на работа. И од друга страна, се чини дека полека, но сигурно поминува времето кога за едно работно место имаше, да речем, пред вратата на работодавачот цела колона на луѓе невработени кои што чекаат да бидат повикани, така да работодавачот беше во една комотна ситуација да ако сака да постави своји услови кои што се лоши услови за работа, а работникот или невработениот не сака да ги прифати, веднаш има замена за него, веднаш да има пред врата друг кој што кандидат кој што бара, па ако тој не сака трет, четврти, пет, така да еден од 100 невработени кои што чекаат пред неговата врата би ги прифатил тие услови. Така да тоа време помина. Сега веќе и нема ни толку работна сила на пазарот на труд, одредени струки ни се дефицитарни и во тој контекст веќе се менува состојбата и балансот на пазарот на трудот, на понудата и побарувачката на работна сила, тоа ги менува условите. Така и положбата кога ќе седнеме на преговарачка маса за работа, поинаку да би се поставени нели работите. Сега имаме можност да испреговараме додека не е потпишан договорот. Што ќе се случи ако ставиме подпис на договорот и дали имаме шансот кој ќе оставиме подписот да бараме повторно отварање на договорот па препреговарање на нешто што е внатре? Не, па дефинитивно и едната и другата страна и работникот и работодавачот имаат можност да со анекси на договорот за вработување да ги менуваат условите и правата и обврските. Треба да има желба и отвореност кај работодавачот, треба да има взаемно. Обично работодавачот заради одредени околности во работата нуди од време на време може да нуди, тоа е почест случај на работниците да нуди анексни договори, обично кога менува систематизација за работни места, кога прави одредени внатрешни поместувања на позиции работни, на укинување на одредени работни места и така натаму, или пак некои други фактори кои што влијаат на неговото деловно работење, нуди одредени договори. Или ако смета дека тој работник не е за тоа работно место, дека во тимот можеби друга позиција ќе му биде поадекватна за да даде поголем максимум во однос на неговите способности, исто така може да понуди анекс за друго работно место. Меѓутоа, интересно е што кај анексот не е доволно само работодавачот да го понуди и тоа да значи веднаш по автоматизам вработениот да го прифати. Кога се преговара за првиот пат на вработување, тогаш се поставува основната платформа, основните услови за Затоа е многу важно да прочитаме што потпишуваме првично. Така е. И затоа кога ќе потпишеме првично, потоа сите анекси кои што ни се нудат од страна на работодавачот, работникот не мора да ги прифати. Но има еден интересен член во Законот за работни односи, член 78 кој што вели понуда на нов договор наместо отказ. И сега тука и во теоријата и во праксата во изминативе десетина па и повеќе години, бидејќи овој член уште од самото донесување на законот од 2005 година, има одредени дилеми за што се однесува, како треба да се употребува. Едно време се користеше овој член за прераспоредување на вработените, бидејќи во самиот Закон за работни односи конкретно нема одредби за прераспоредување на работник на друго работно место. Има за прераспоредување на работно време, но за прераспоредување на работно место нема одредби, работодавачите го користеа тоа. И тука имаше многу несрекни ситуации каде што работодавачите дали сами, дали лошо советувани од одредени правници и адвокати грешеа во чекори, па правеа една ситуација каде што многу често на суд им паѓаа таквите одлуки кои што ги носеа, нудеа некои договори, па претходно не преземаа постапка кога се употреба членот 78, тоа значи понуда на нов договор наместо отказ. Според мене, овој контекст, овој член 78 треба да биде во контекст на отказ од деловни причини, иако судската пракса во Македонија има и еден друг поинаков став, не дека не го прифаќа ова мое гледиште, но смета дека бидејќи во законот и не е конкретно наведено на што се однесува овој член 78, тогаш
зошто не би се користили во некои други околности и ситуации што до некаде и може да се каже дека е издржано, меѓутоа како и да е, секако треба прво да се понуди отказ, отказот да се стави во мирување, па да се даде нов понуден договор, доколку не се прифати договорот, тогаш се активира отказот. Тоа е вака во кратко пластично кажано како би требало во неколку чекори да оди таа постапка, меѓутоа во пракса многу често не се случува тоа и треба да внимаваме. Нов понуден договор наместо отказ согласно член 78, еве конкретно веќе зборувам за овој член, не значи дека му нудиш анекс на вработениот по основ на член 78. Веќе судската пракса во Македонија покажува со правосилни судски одлуки дека всушност ако го нудиме овој член, навистина треба нов договор да понудиме наместо отказ, а не анекс од 1-2 члена наместо отказ, така да има и во пракса некои такви ситуации каде што имаме проблем. Инаку во договорот за вработување може да се уредуваат сите прашања кои што се поврзани со работниот однос. Годишен одмор, платата, работното време, безбедност и здравјето при работа, работните позиции, конкурентската клаузула, деловна тајна, значи се што е поврзано со работниот однос би требало да биде и содржина на договорот за вработување, иако велам многу пати се случува да тој договор биде така. Неколку члена или само препис на одредени одредби од законот, каде што сака да се остави веројатно впечаток или кај работодавачот или кај работникот дека еве многу голем договор сме направиле, а од друга страна има и одредби кои што се ништо. Не сум сретнал одредби на пример каде што има се дава на пример за оддавање на деловна тајна некои баснословни суми и износи. Потоа ако се прати во вработениот... Начин на заплашување некоја? Па тоа е повеќе превентивно, ја би рекол, страна работодавачите, судската пракса видејќи има спорови по тој основ, апсолутно е на линија дека доколку се внесуваат одредени одредби за каде што се штити работодавачот, тие треба да бидат сразмерни. Не можете вие заради тоа што сте го пратиле вработениот на обука, на пример во Германија, и таа обука кошта 1000 евра, со се, значи и со се престои, со обука, со храна, да барате доколку вработениот во наредните 10 години си замине без да на негово барање со отказ од страна на работникот, тогаш да барате 10.000 евра оштета заради една обука која што сте ја дале пред, да речеме, не знам колку години наназад, така да таа се некои ситуации каде што работодавачите сакаат да се заштитат, меѓутоа тоа во пракса веќе е препознаено и во судската пракса пред се како ситуација која што не е правно издржана и тука работодавачите не можат на тој начин да функционираат, но од друга страна работодавачите се повеќе, тоа и нешто минатиот пат спомнав, се во една непријатна, нелагодна ситуација да работниците заминуваат и покрај постоење на отказни рокови кои што се срочени во самите договори за вработување, да заминуваат без да го почитуваат отказниот рок. Во Германија, во Италија, сега имаме некој реверзибилен процес со оглед на што се случува за вирусиве, меѓутоа со вирусот, се враќаат луѓе во Македонија, меѓутоа кога заминуваат буквално од денес за утре работниците и тука работодавачите велат па чекај, не го почитувате отказниот рок, па да сакам да тужам, па да ми платиш штета, па бара, има и во договорите дури некогаш такви одредби кај што ако не го почитуваш отказниот рок, не знам, да исплатиш 150.000 денари, а платата е да речеме 20 или 30.000 денари. Така да и тоа на суд не поминува сега, меѓутоа мора да се најде начин да се заштитат и работодавачите од ваквите, би рекол, несовесни работници кои што се заминуваат без да го почитуваат отказниот рок, бидејќи ги ставаат работодавачите во една непријатна ситуација, особено во одредени сектори како што е градежништвото, како што е медицината, каде што работодавачите не можат од денес за утре да најдат одреден квалификуван кадар, предвид дека се намалува и бројот и на медицински персонал и на работници и пазарот на труд некако има потреба од тие области. Имам едно прашање за содржината внатре во договорот, меѓутоа чека од самиот почеток гледач на линија веќе 15-20 минути, па да го вклучиме да не чека повеќе. Ало, добро утро. Ало, добро утро. Добро утро. Добро утро. Поздрав, Анастасија, до тебе и до вашиот гостин. Благодарам. Значи, многу ви се восхитувам на вашите искажувања, ама да ви кажам дека тоа само теоретски е. Јас сум жена од 65 години, жена малтретирана на работа. Значи, праксата е сосема друго, да ви кажам, од моје искуство и искуство на мои колешки пријателки, каде што ништо не се почитува. Значи, во договорот пишува дека јас ќе извршувам, да речеме, референт по осигурување. Пример ви кажувам нешто. Така. Ама и друго. И друго.
Тоа Да. значи друго уште 10 работни места на кои што јас не можам да одговорам. Значи, во моментот мене ми дава обврска да завршам 2 работи или 3, се враќа за 5 минути и вика дали се готови. Јас прашувам со кои раце? Јас имам 2 раца, ми бараш 3, значи да имав уште 3 Така, раце, истото нели, ќе прашање, беше- господја Слободанка, го имам јас да го поставам, знам која е приказната да... Сакам да кажам на професорот, значи јас сакав еднаш на Стасија Баси кажав, ако ви треба обука за мобинг, ви се понудувам, макар да мислам дека ако ви ја раскажам приказната дека може ќе се онесвестам, а може би и вие ќе заплачете со мене. Значи, вие ги знаете само некои детали, во приватниот сектор уопште не знаете што се прави на работниците, така да многу е страшно да ви кажам најискрено, нема правда, зборувам за приватниот, не знам, да ти на газда да му кажеш, јас директоре, овој договор не ми се допаѓа вака, добро, пријатно, Слободанка, заминуве, ајде, излегуве од канцеларија, не сакам да те видам. Значи, тоа е така грубо кажано, така да се е тоа, само да ви кажам најискрено, секоја чест за тоа што се трудите да им помогнете и за мобингот која зборувавте, многу убаво ве пратев, ама како јас да докажам дека ми е правен мобинг кога Така, ви работниците не благодарам знаат за да јавувањето, господја Слободанка. така, Исто прашање ќе го поставев јас во таа насока. Тоа е, на пример, подпишуваме договор, има еден дел каде што работникот ќе ги извршува тие и тие работни задачи и сето оно што ќе го побара останато работникот. Работодавецот се извинува. Да. Дали тоа е некој момент каде што буквално работодавецот остава простор, а ние не го забележуваме тој дел од напишаното, дека може од нас да побара буквално да работиме повеќе работи отколку она за што првично сме договорени? Прво благодарност до почитуваната господја Слободанка за прашањето и навистина и за констатацијата. Тоа не е нешто што прв пат го слушам. Навистина многу пати се случува да токму вака ми се обраќаат граѓаните, пријатели, познаници, ми велат професоре, се убаво ова теоретски, меѓутоа во пракса. Да. Меѓутоа знаете што, јас сепак се сметам себе си за човек и од праксата. Човек кој што доста е вклучен во и во не само законски изготвување нови законски решенија, не само во однос на тоа што сум познавач на судската пракса, туку и конкретно вака разговарајќи за конкретни проблеми со голем број на наши граѓани, каде што и конкретно се обидувам да им помогнам со совет, со насока, што да направат, како да се обратат до адвокат, што да го бараат од адвокатите, да им помогнат во која насока да ги водат, бидејќи некојаш и адвокатите ова област така помалку или послабо ја допираат заради XY причини и многу нешта до крај можеби и не им се разјаснети на самите колеги практичари, меѓутоа тука сме секогаш нели како тим, како во рамките на општеството да помагаме сите едни на други. И во овој контекст би кажал вака народски има чаре и за оваа ситуација што ја кажа и господјата Слободанка и вие што ме прашувате. Знаете што? Секогаш кога сме соочени со неправда, особено во делот на работните односи, по автоматизам топката е во нашите раце. Оној кој што трпи неправда. Тоа сакам сите граѓани да го разберат јасно и гласно. Тоа значи дека, за да се заштитиш од беззаконие, од незаконско постапување, дали е на работодавач или на што и некој друг, да е друг субјект во правото, во овој конкретен случај работодавач, од нас ни е потребно да преземеме иницијатива. Тоа значи акција, динамика, да покажеме енергија позитивна во однос на заштитата на своите права. Законот во овој случај е на страна на вработениот, бидејќи работодавачот е должен да има акт за систематизација на работни места. И во самиот акт за систематизација на работни места треба да ги нотира работните места и да каже за секое работно место што треба да се работи и која е квалификацијата. Значи во тој акт не мора да стои колкава е платата или слично. Платата се уредува на сосема поинаков начин и со сосема поинакви акти. Во самиот акт за систематизација кој што е потреба, се случува еден феномен во пракса да многу често го нема во кај работодавачите. Особено кај помалите работодавачи кои што немаат ни време, нити пак сакаат да се трошат одредени средства да го донесат. И во таква ситуација кога нема акт за систематизација, тогаш клучниот договор за вработување. Вработениот не може да работи се, особено од аспект ако за тоа нема стручна спрема, односно не е оспособен. Да. Законот вели, дури и кога има судски постапки, кога судот ги враќа вработените во случај на незакониот отказ, кога ги враќа назад, ги враќа согласно нивната стручна подготовка.
значи согласно нивната стручна наобразба, стручна спрема. Значи не може да работите нешто за што не сте квалификувани. Тоа од повеќе аспекти не држи вода, затоа што тука и делот на безбедност и здраве при работа. Како можете вие да возите камиона ако воопшто немате ни положено за Б категорија, ме разбирате? Значи и сега ќе возите и кола и камион и автобус, ќе бидете возач за се во компанијата. Значи тоа не доаѓа во предвид, тоа е казниво, тоа е забрането. Вработениот кога е соочен со ваква ситуација, советувам секогаш да ја извести трудовата инспекција заради тоа што се тера да работи нешто што не е во неговата надлежност и треба да се охрабри да одбие работа. Може би ова звучи во нечии уши радикално, но да, треба да се охрабри да одбие работа. Затоа што ако си дозволам еве така да искоментирам, ќе си дозволам, ако еден се повлекува, еден работник се повлекува, вториот се повлекува, третиот се повлекува и е се по начин на како што сака работодавецот. Тогаш едноставно и работодавецот нели зазема сила, вика ако ти Точно така. Едноставно, Точно така. Работникот е во дефанзива и всушност се наоѓа во една ситуација каде што се чувствува, еве како што вели господјата Слободанка, жртва на мобинг, непријатно, наместо да оди со радост на работа, кога оди вработениот на работа, што вели народот, нозете му се враќаат назад, уопште нема. Меѓутоа, што беше основата за ваквото однесување генерално на работодавците и на работниците во општеството? Токму големата понуда на работна сила, големата невработеност, каде што луѓето прифаќаат да работат се и се што за ниски плати, за мали пари и каде што го рушеа пазарот. И некој да сака да се спротистави, работодавецот ќе каже добро, ти одбиваш да работиш, еве ти отказ, ќе најдам друг и наоѓаше друг. Меѓутоа веќе се менуваат работите и веќе не е баш така. Што се однесува при крај сме на оној дел кога смееме да го искористиме одморот, некаде до крај на јуни мора да се искористи целиот одмор за изминатата година, така? Токму така. За веќе од јули да почнеме да го користиме новиот одмор, што ни следува нели како на секој вработен. Дали, например, има шанси што треба да знаеме ако работодавачот смели да не врати на работа, ако веќе сме на одмор, еве нека биде едното прашање, односно излегува некоја обврска и некоја потреба од работникот, каков и нели и да е неговата стручна спрема, има потреба од работникот смели да го врати назад на работа ако веќе е започнат одморот и дали може да не му подпише одмор ако има например имамо тој датум барање за одмор, дали може да не му биде подпишан барањето за одмор. Работодавачот може да бара да се прекине годишниот одмор од страна на работникот само во исклучителни ситуации кога е потребно да се заштити компанијата, виша сила ако има или слично, каде што има одредени околности кои што се објективни, а не субјективни. Во пракса, за жал, се случува да работодавачите честопати прво и него даваат тоа право да се користи во полн капацитет и во полн обем од страна на работниците, а потоа нели да бараат на сред одмор да се јавите, молам, врати се, има ваква работа или онаква работа. Испаѓа од една страна работникот почестен дека без него всушност се не се може во компанија, но од друга страна се нарушува правото на годишен одмор. Треба да се разбере едно нешто и од страна на работодавачите и од страна на работниците. Правото на годишен одмор е суштинско право, кое што има за цел психофизичка обнова на здравјето на вработениот. Тоа значи дека за да се тоа направи, таа цел да се постигне, многу е важно годишниот одмор да се користи во што поголем обем. Колку повеќе годишниот одмор се цепка на неколку дена, на не знам на 10 дена, па потоа другите по ден-два да зимаме. Знаеме ние кај нас луѓето сакаат одредени денови за одредени семејни прослави, за некои празници, да се земат ден-два и така натаму, што јас не го осудувам, меѓутоа генерално треба да внимаваме. Барем минимумот законски, а тоа е сега за сега 2 работни недели, и тоа според мене е мал квантум, ако е во просек работната недела од понеделник до петок, тоа се 10 работни дена, ако од понеделник до сабота тоа се 12 работни дена, да се искористи во целост. Во тој контекст многу е важно да и самите работници градат една свест, но и работодавачите, дека годишниот одмор треба да се го искористат баш да се одморат, баш малку да се релаксира. Не мора тоа да значи дека одморени повторно на работа. Така, не мора да значи дека мора да се оди сега негде нели по туристички места, меѓутоа еве и да се биде во домот, да се човек малку во тој дел релаксира, да го оттргне фокусот на умот од работните задачи, малку да се обнови во умот, за да има можност потоа да дојде освежен на работа,
рефреширан, што велат, Така е. да може да даде. Да почне одново. Да. Јас само ќе замолам од режија, бидејќи се приближуваме до период кога треба да се вклучиме линковски со психолог, отвараме тема една исто така многу интересна, а тоа е врсничкото насилство, да ни дадат сигнал за да знаеме да нели да се осврнеме кон линкот. Сега друго прашање е К15, кој што требаше законски да се исплати. Што кога нема да се исплати? И во кој случај, на пример, работодавецот смее да не исплати годишен регрес? Па добро, К15 е право кое што е уредено со општиот колективен договор. Сега колку што сум јас информиран, истото право го има веќе и во гранскиот колективен договор за јавниот сектор, меѓутоа тој не се однесува за цел јавен сектор. Одредени Беше предлог, сега дали веќе стапува на сила од оваа година, така? Да, односно да, тоа заклучно се, со оваа година. Колку што се сеќавам, тоа е подпишано пред една-две недели од страна на синдикатот и од страна на Министерството за информатичко општество и администрација и тој не ги опфаќа, се зборам за јавниот сектор, не ги опфаќа сите делови од јавниот сектор, голем дел опфаќа, меѓутоа одреден дел и не опфаќа. Меѓутоа она што се однесува за стопанството, бидејќи тоа е веќе колективен договор кој што се применува и важи, има еден маневрски аспект, така ви кажал во самата одредба, а тоа е дека е така срочено да работодавачот доколку вели има одредени економски потешкоти во работењето, тогаш има можности да не исплати К15, а ако не, е должен да исплати К15, нели минимум 40% до крајот на тековната година за таа година. И тука во одредена смисла, одреден број работодавачи знаат да го искористат тој маневарски простор да сметаат дека имаат економски потешкоти. Меѓутоа тоа што е проблематично е што не е наведено што се тоа економски потешкоти. Дали е тоа негативен биланс во рамките на самата завршна сметка на крајот, загуба, дали е загуба, дали е видите вие може да покажувате и добивка, меѓутоа да имате одредени долгови кои што ви стасуваат во месец, за месец, два, три и вие фактички по тој основ да всушност е во голема загуба, а не така да сметководствено статистички тука има простор да се малку тоа филува да се прави, меѓутоа моите информации од терен говорат дека сепак што е добро, голем број на работодавачи го исплаќаат овој регрес за годишен одмор, но голем број на работодавачи исто така прават последен друг маневар, го исплаќаат во некој износ кој што е минимален, го прекршуваат во тој дел колективен договор или бараат дел од регресот и тоа го чув и тоа не е еднаш да се врати. Така што тоа не се добри пракси и навистина во тој дел самите работодавачи треба да се свесни дека добро е да се даде некогаш повеќе. Кој што дава и ќе прими. Значи треба и тој концепт да го имаме во предвид, што ќе посееш, што ќе пожнееш. Ако они жнеат таков начин на деловно работење, не може да очекуваат од работените дека ќе им бидат лојални, дека ќе работат ревносно, дека ќе сакаат да расте компанијата. И после ќе си заминат во странство. Токму така. Од денес до утре. Токму така. Така да апелирам овде на свеста на работодавачите, ако немаат цест, тогаш работниците да пријават во трудова инспекција веднаш за да се тоа нотира и веднаш ако имаат сведоци или слично да се каже кој ден, како, што, кога го вратиле регресот или слично. Така, професор Јовевски, уште еднаш ви благодарам за гостувањето. Се надевам дека одговоривме на доста прашања кои што генерално се најчестите прашања и најчесто се соочуваме со нив во пракса. Следен вторник со нова тема, ако има повторен интерес, не знам, ќе продолжиме оваа тема и ќе ја продолжиме и временски, меѓутоа и како тема. Меѓутоа морам да кажам дека одлични се резултатите кај, односно приемот кај гледачите, зашто сме навистина ние драго што ја отвараме оваа тема за да одговориме на овие клучни прашања. Се радувам за тоа, благодарам за можноста и навистина е задоволство да се разговара на овие теми и на овој начин.